Британскиот извештај за војната во Ирак објавен вчера силно го критикува екс-премиерот Тони Блер, како и неговата влада, оценувајќи дека ја втурнале земјата во војна врз основа на недоволни разузнавачки информации. Извештајот најде на разни мислења во Ирак со забелешка дека тој не може да ја смени тешката ситуација во таа земја. Долгоочекуваниот извештај од истрагата исто така потенцира дека Британија им се приклучи на Соединетите држави, кои ја предводеа инвазијата врз Ирак во 2003 година, без да ги исцрпи сите мирни опции и оти правната основа за воена акција не била на задоволително ниво. Во ирачкиот град Басра луѓето имаат различни реакции на наодите на истрагата. Али Калаф, политички аналитичар, изјави дека одлуката на Британија за инвазија врз Ирак била целосно погрешна и лоша за локалното население. Кадем Хамид, жител на Басра, за агенцијата Reuters. Има и такви кои сметаат дека британското вклучување било добро. من أن تقدم دعما كبيرا للمدنيين في البصرة على صعيد الإعلام وعلى صعيد الخدمات وعلى صعيد. Ова го вели Али Хаким, универзитетски професор, кој изразува жалење за тајмингот на нивното напуштање, зашто ги обвинува политичарите. Инвазијата врз Ирак, според Салех Мултак, шеф на Ирачкиот фронт за национален диалог, доведе Ирак, но и целиот свет да плати висока цена. وبريطانيا بموقفها هذا اتخذت موقفا ذيليا تبعيا للولايات المتحدة الأمريكية. كان يجب على بلير أن لا يذهب بالمنحى الذي ذهب إليه. Според Мултак, резултатот од инвазијата придонесе за зголемување на терористичките закани во светот, бидејќи Ирак ослабе, што пак предизвика ослабување и на другите арапски земји. Тој оценува дека сегашната ирачка влада нема можност да покрене постапка против Британија, но оти има право да го стори тоа во иднина. Ирак до денешен ден се наоѓа во хаос. Милитантите на исламската држава контролираат големи области на земјата, а во минатата сабота во самоубиствен напад извршен со автомобил бомба во Багдад загина 250 луѓе. Тоа беше најкрвавиот самоубиствен напад во Ирак откако коалицијата предводена од Соединетите држави го соборија режимот на диктаторот Садам Хусеин. Поранешниот британски премиер Тони Блер по објавувањето на извештајот на комисијата изрази жалење. Објавувањето на извештајот неколку пати беше одложувано, делумно и поради несогласувањата во врска со вклучувањето доверливи материјали, вклучувајќи и разговори меѓу Тони Блер и тогашниот американски претседател Џорџ Буш.